Ум царува, ум робува. Многу одамна му текнало на еден цар да види колку е паметен народот негов. Затоа, еден ден издал заповед. Оној што ќе успее да заколе камен и крв да потече од него, тој ќе стане прв човек во царството. Од целата земја се собрале најголемите јунаци. Сите се обидувале, се мачеле, ама никој не можел да заколе камен и уште крв да потече од луѓето. Луѓето се чуделе, мислеле, ама не успевале да ја исполнат царевата заповед. А во едно далечно село си живеела една јунак мома, која си била овчарка. Кога ја чула царската заповед, се пресоблекла во машка руба и бргу застанала пред царот. Честити цару, јас ќе го заколам каменот. Насекаде се расчуло, оти се нашол човек кој ќе заколе камен, па безброј луѓе се собрале да видат како тој ќе изврши царевата заповед. Кога дошол денот момата да го заколе каменот, царот со сите големци излегол надвор од градот на една отворена полјанка. Тука, пред очите на сиот народ, момата требало да ја исполни царевата желба. Таа го извадила ножот и пред да замавне, му се обратила на царот. Цару, твојата желба е јас да го заколам каменот. Арно, ама ти првин дај му душа, а сетне, ако јас не го заколам, ти земи ми ја главава. Царот се зачудил на одговорот, се замислил малку па рекол: ти си најумниот човек во моево царство. Тебе ќе те направам прв големец. Ако пак го сториш уште ова што ќе ти го речам, ќе те имам за син. Кажи, цару, што ќе кажеш, и ако е за завршување, ќе се обидам да го завршам, рекла момата. Царот рекол: 3 дни откако ќе отидеш в село, повторно дојди овде. Само кога ќе доаѓаш, ем да јаваш, ем да не јаваш, ем да носиш подарок, ем да не им носиш. Сиот народ, големо и мало, ќе ти излезат на пречекот, а ти да ги натераш луѓето, ем да те пречекаат, ем да не те пречекаат. Овчарката си отишла во своето село. Таму ги натирала селаните да ја уловат 3-4 живи зајаци и 2 гулави. Селаните ја исполниле нејзината желба. На третиот ден, кога требало да оди кај царот, момата ги врзала живите зајаци во по една вреќа. Им ги дала на селаните да ги носат и им рекла: кога ќе ви речам да ги пуштате, пуштете ги. Таа пак ги зела 2 гулапчиња, јавнала една коза и тргнала да оди пред царот. Пред себе пуштила неколку гласници да му јават на царот оти доаѓа. На веста од гласниците, царот излегол надвор од градот и приредил голем пречек од сите големци и безброј граѓани. Кога момата наближила пред царот, видела многу народ на пречекот. Тогаш ги натирала селаните да ги испуштат зајците пред луѓето. Тие кога ги виделе зајците, се загнале по нив да ги ловат. Овчарката пак, како што јавала на козата, одела пеш со козата меѓу нозе, да ги подкревала нозете и да јавала на козата. Кога дошла до царот, ги извадила од пазувите 2 гулапчиња и му ги подала на царот. Тој, само што ја испружил раката да ги земе гулапчињата, таа ги испуштила и тие летнале да побегнале. Тогаш овчарката му рекла на царот: ете, цару, луѓето ем ме пречекаа, ем не ме пречекаа. Јас ем јавав, ем не јавав, а и тебе ем ти донесов подарок, ем не ти носам. Од денес ќе те имам за син, му рекол царот. А момата му шепнала на ухо: јас не сум машко, мома сум. Царот пак
бидејќи немал жена, се израдувал и се оженил за неа. И така, овчарката со умот свој царица се сторила.